Веројатно поради несекојдневниот предизвик да се биде во друштво со еден од најпознатите наши уметнички млади имиња во светот моментно, Игор Јосифов, музеј галеријата во Кавадарци беше полна и жива, иако во саботата кога и се одржа свечаноста, во Кавадарци љубителите на уметноста и оние кои дојдоа од јавниот и политички живот на општина Кавадарци очекуваат дека во ноќите на музеите ќе присуствуваат на убава изложба. За неговата биографија и неговиот моментен уметнички предизвик говореше директорката Весна Георгиева, директорка на музеј галеријата. Иако релативно млад, Игор Јосифов зад себе има богата кариера, со негови престои во многу земји и најчесто во Сан Франциско, во Соединетите Американски држави. Исто така тој е етаблиран и во Париз и во други земји во светот. Вечерва во Кавадарци дојде негови колеги од факултетот во Монтана каде студира, а присуствуваа и деканот и професорката Џуди која зборуваше за него и неговиот ликовен експеримент кој трае подолго време. Инаку процесот на горење му дава разбирање и со тоа на вистина во тој момент во животот се гордее. Во процесот на перформансот тој танцува со огнот. Тој е исклучително внимателен и предпазлив и мора да го контролира своето дишење и секое негово движење кога ствара. Но во исто време тој мора да верува на огнот за да го разбере. Во меѓувреме Јосифов вели дека централниот портрет, оној што е изложен на Венецијанското биенале и во Кавадарци, заробеното дело на Нелсон Мандела, изработено од македонскиот уметник Игор Јосифов, беше изложена нова изложба и за прв пат беше изложена во јавноста на Палацо Мора во рамките на личните структури на Венецијанското биенале на уметноста кое ќе биде отворено од месец мај до ноември ова година. Во контекст на овој настан во Кавадарци во музеј галеријата, во така наречената ноќ на музеите, беше премиерно прикажан и филмот "Ќе биде вистина". Овој филм го снимаше Самир Љума, кој неодамна доби награда на фестивалот Сандерс за документарецот "Медена земја". Инаку за учеството на Јосифов на биеналето во Венеција, тој доби финансиска поддршка од приватните спонзорства, како и од германската фондација Александар Туцек Стифинг. Венецијанското биенале на уметноста го одинава и со тема да се живее во интересни времења, одбележани во различни вести, одбележани од разни лажни вести, урнати вредности и различни кризи. Отворањето беше на 11 мај, ке трае до 24 ноември ова година и е врвна светска уметничка манифестација. Денес, кога го чествуваме Меѓународниот ден на музеите, 18 мај, кој оваа година се совпаѓа со Европската ноќ на музеите. Нашата организација своите врати ги отвори за посетителите во вечерашните часови како јадници музеи од Европа, со што се вклучи во одбележувањето на овие манифестации. Ми представува посебно задоволство и чест, што токму по овој повод, кога ги промовираме музеите како културни институции и нивната важна улога како сегмент на културата во секојдневното живење. Организираме посебен настан, доследен за оваа пригода, а тоа почитувани е отварањето на изложбата на нашиот млад, но многу успешен мултимедијален ликовен уметник, како кај нас, така и надвор од нашата држава. На сите нас многу добро познат, Игор Јосифов, кој потекнува од една од најпознатите уметнички фамилии од нашиот град, Јосифови, Ружица, Иове, Гоце, Ристе, Мете и останатите. На изложбата, насловена "Ќе биде Кавадарци", се представени 30 дела со огнена рефлексија на хартија, изгорена хартија, стаклени скулптури и фотографии, вклучувајќи го и делото на Нелсон Мандела, изложено за прв пат во јавноста на 9 мај оваа година во Палацо Мора во Венеција. Огнената рефлексија на ова дело, почитувани, е изложено за прв пат во јавноста вечерва во нашиот град, во галеријата на музејот, на неговата втора самостојна изложба во салоните на нашата организација. Игор Јосифов е роден 1986 година во нашиот град, Кавадарци. По школата за примената уметност Лазар Личеновски во Скопје, Јосифов дипломирал на Академијата за уметност на Универзитетот Сан Франциско во Калифорнија 2005-2009 година. Во 2000-та, на 14 годишна возраст, е неговата прва групна изложба во Меѓународниот музеј на уметност во Норвешка. Во 2004 година неговите дела беа прикажани во музејот на град Скопје,
a потоа следеа изложби и во останатите градови во нашава држава. Од 2007 година редовно се презентира во САД, со перформанс во Мајами во 2008, како и процесот на прочистување во Њу Йорк истата година. Од 2008 до 2010 година Јосифов има бројни изложби во Сан Франциско, Њу Йорк, Чикаго, Париз, каде што ги презентирал своите проекти. Во 2010 година учествувал на неколку важни изложби, како што се изгубени тела во Националната галерија на уметностите во Скопје и на изложбата на Марина Абрамовиќ во Њу Йорк. Во 2014 Јосифов е првиот интернационален уметник кој има резиденција во Йеллоустоун Арт Музеум во Монтана. Од 2014 до 2017 редовно учествувал во своите проекти на Сан Франциско, каде реализира 5 филмови кои се посветени околу неговиот креативен процес со образ. Јосифов е познат по разновидноста на неговите мултимедијални дела и начинот на кој го користи телото за да ги сподели своите ставови и пораки за нашиот современ свет. Во својата улога како артист на уметноста, тој се базира на сите видови на медиуми, за да ги создаде своите изведби. Јосифов неодамна учествуваше на 8-то меѓународно биенале на современа уметност во Ташкан, во Узбекистан, каде се представи со перформансот Огнот внатре. Игор Јосифов учествуваше на 5-то Венецијанско биенале оваа година во Палацо Мора, каде што се представи со трансформирана изложба и перформанси кои се изложени од 11 мај до 24 ноември оваа година во Венеција. Вечерашнава изложба, почитувани, насловена ќе биде Кавадарци, представува трансформациона инсталација која символично се огледува на изложбата во Венеција, од каде авторот се врати деновиве. Овој млад уметник поседува огромен талент и креативност, уникатност, автентичност, особини кои ја објаснуваат неговата континуирана еволуција и експанзија на неговата кариера, за што сведочат многобројните награди на меѓународно ниво. Токму поради ова е и амбасадор на мултимедијалната уметност, како кај нас, така и надвор од нашата држава. За одбележување и фактот дека неговиот дедо Јован Јосифов е автор на Грбот на Кавадарци, додека тој, Игор Јосифов, е автор на идејното решение на плакетата и кучот на Кавадарци, што е исто така за поздравување. We went to the Venice Biennale, and in the Palazzo Mora we looked at Igor's work, and it showed us an example, a very significant example of artists using personal story to address what is happening in the artist's world. And this is very important because many times the artist's story is lost in the work. Specifically, the Nelson Mandela piece, like the one back here, has such a rich story that we can connect with to see that there's things behind the scene to resonate with and to take meaning from as we look at the work. When we looked at the Venice Biennale, there's so much work there, and a lot of it is looking to see what is making meaning in the world, and we also look to see which ones talk to us specifically. The process that we could see with the Nelson Mandela and with the glass pieces at the Palazzo More showed us that the artist's hand, the elements that he used to make works of fire, air, breath, and the fire denote the glass, are invisible. They don't show up. So they become this invisible act upon the material. So it was good for material and the process of making work, as well as the story behind the artwork. Особено ми е важно што имам гости од Монтана, имам своји роднини и пријатели од цел свет, што беа и во Венеција, исто така што се и тука.